Програмата Радио што се гледа денеска во фокусот на две теми, откупот на тутунот и чествувањата на градската слава Свети Никола во Прилеп. Текот на откупот на тутун и најавените измени во законот за тутун за наредната реколта се двете генерални прашања на кои ќе обрнеме внимание во интервјуто со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Добар ден, министре. Добар ден, поздрав до вашите слушатели. Поздрав и до вас. Јас се надевам дека следното интервју ќе биде тука во Прилеп, бидејќи сега ве имаме преку интернет, преку онлайн врска, но она што ги интересира тутунопроизводителите во цела Македонија, се разбира најмногу во Прилепско, е одредени прашања на кои што еве денеска ќе обрнеме внимание. Цените во договорите за актуелната реколта 2024-2025 беа утврдени годинава, пролетта, по идентична висина со ланските цени од 375 денари за прва, 300 за втора и 260 денари за трета класа откупен тутун, што беше пресудно за зголемување на цената само на првата класа откупен тутун од 25 денари за килограм. Видете, по интензивните состаноци и комуникацијата секојдневна на дневна основа и со тутунопроизводителите, со Сојузот и со сите здруженија кои што постојат во секторот, потребата од зголемување на цената на тутунот беше неминовна. Знаете дека со премиерот имавме интензивни состаноци со двете засегнати страни, односно откупувачите и со Сојузот, со здруженијата. И на тие состаноци се одлучи да има покачување на првата категорија за 25 денари, односно 400 денари, колку што практично беше и од прилика барањето на тутунопроизводителите. Зошто е покачувањето? Затоа што ние како Македонија сме познати по квалитетен тутун, по непознат бренд кој што е широко баран по пазарите широм светот. Од друга страна, ние како држава се обврзавме да помогнеме во целиот процес да субвенцијата за првата категорија зголемиме од 80 на 100 денари, со што би ја заокружиле цената од 500 денари за килограм откупен тутун заедно со субвенцијата, што мислам дека е широко поздравено од страна тутунопроизводителите. За нас како министерство, како држава, ова гранка е една од поважните заради и економскиот и социјалниот момент. Ова е култура која што има долгогодишна традиција, како што кажав, висок квалитет, кој што мораме да го задржиме во текот на наредните години. Мислам дека со ова покажаме дека како влада, како министерство сме навистина посветени во секторот, иако имаше во изминатиот период некои обвинувања дека едноставно не се грижиме за земјоделците, апсолутно не се сложувам. Ова е еклатантен пример дека навистина земјоделството е на приоритетите на владата во наредното делување. При посетата во Прилеп ветивте и неколку пати потенциравте дека ќе се надминат проблемите со откупната цена и би рекла дека ќе се постигне бруто цена заедно со субвенциите од 500 денари за килограм, највисока досега. Предизвикот е надминат, се постигна таа цена. Како се одвива откупот, како тече динамиката, предвидувањата се еве во неформален разговор со откупувачите и со производителите дека за неколку седмици ќе биде откупена целокупната реколта. Токму така, јас на едно од посетите кој што е направив во тутунскиот комбинат во Прилеп, кажав, упатив порака до тутунопроизводителите дека нема простор за загриженост. Владата и министерството напорно работат во делот на тоа да ги задоволат нивните потреби и еве повторувам, конечно денеска можеме со гордост да кажеме дека имаме историски највисока постигната цена, која што повторувам е широко прифатено од тутунопроизводителите. Од друга страна нас ни дава дополнителен мотив и енергија да продолжиме понатака да работиме во овој сектор. Откупот согласно динамиката која што добивам, односно информациите од инспекторатот и од системот во каде што се внесуваат патоците, заклучно 16 декември откупени се нешто повеќе од 10,5 милиони килограми. Моите информации говорат дека проблеми на теренот нема. Тутунот се откупува на прва класа, квалитетот е одличен. Тоа значи дека имаме и многу малку речиси да и нема одбитоци во делот на предавањето. Со ваквата динамика, ако проценката е некаде околу 16-17 милиони килограми, очекувам дека до последен празниците би се откупила целата количина на тутун која што ги има кај тутунопроизводителите.
Министре, и сами рековте дека македонскиот ориентален тутун е признат и ценет во светот заради квалитетот што го поседува и традицијата која што Македонија како држава ја има во овој сектор. Државата од извозот на тутун има бенефит во девизен прилив од над 100 милиони евра. Колку непочитувањето на класната селекција на тутунскиот квалитет ќе придонесе во негативна смисла за реномето на македонското тутунопроизводство, бидејќи сме сведоци дека изминативе 2 години се цени само во прва категорија. Видете, онаа ситуација која што настана во ланскиот откуп и практично сега продолжи оваа година, некако се ставува во иста положба тутунопроизводителите, тие што имаат одличен тутун и тие што имаат можеби пониска класа. Меѓутоа, она што јас во разговор со сите здруженија и со откупувачите мораме да работиме да го задржиме квалитетот на тутунот. Јас сум среќен што оваа година на вистина реколтата е со одличен квалитет, меѓутоа она што го планираме веќе во наредниот период е како системски да ги подобруваме сите пропусти кои што ги има моменталниот закон или процедурите, така да мислам дека она што планираме да го направиме во наредниот период само ќе биде допрецизирање на отворените прашања и од друга страна ќе значи затварање на сите нејасноти кои што во изминатиот период постојава, се со цел да, повторувам, биде на задоволство и на тутунопроизводителите и нормално откупувачите кои што треба да ги задржиме во Република Македонија. Во тој контекст, дали и колку ќе бидат офатени барањата на тутунарите во откупната цена во договорите за наредната реколта, да бидат земени во предвид производната цена, плюс вашето предизборно ветување од 30% како приход на земјоделците, бидејќи чинам дека е веќе време земјоделците, односно тутунарите, да не бидат сватени и третирани како социјална категорија. Апсолутно се сложувам, тоа предизборно ветување практично со оваа цена која што е постигната е многу повеќе од тој процент кој што го имаме кажано, практично сме го исполниле тоа предизборно ветување, меѓутоа она што јас е мој принцип на работа, секогаш можеби некои состаноци ќе траат подолго, можеби ќе треба многу повеќе состаноци, таков ќе биде случајот во делот на измената на законот за тутун и договарањето на нивната реколта, заедно на иста маса и откупувачите и сите здруженија сојузот кои што гравитираат во секторот, да седнеме и да дискутираме и да договараме наредната реколта. Да не се најдеме во ситуација да имаме вакви некакви брзи чекори кои што можеби ќе бидат на нечие задоволство. Значи, едноставно ќе седнеме и ќе разговараме и тоа што ќе го договориме треба да се го почитуваме. И на крајот прашање кое што наназад деценија можеби и повеќе се поставува, има ли идни на тутунопроизводството во Македонија ако се земат во предвид барањата на Светската здравствена организација за намалување на продукцијата во светски рамки, а од друга страна традицијата за оваа стратешка земјоделска култура која за жал се уште има повеќе социјална отколку економска оправданост, или како младите да ги натераме да се занимаваат со тутунопроизводство, но на еден современ, модерен начин каде што секако ќе ја видат и својата иднина. На корекција на цените, мислам дека е повеќе од позитивен показател дека навистина тутунопроизводството има иднина во Република Македонија. Во делот на намалување на реколтата, знаете дека еден дел има вина и нормално и климатските промени кои што си го прават своето, меѓутоа и она што беше изминатите години проблематичен откуп, намалени цени, немање рентабилност, доведоа да еве денеска имаме речиси преполовена реколта. Ако видите, минатата година беше околу 15 милиони килограми, сега се очекува 17, а десетици години пред уназад имавме некаде реколта од 25 до 30 милиони килограми. Значи, апсолутно мислам дека оваа гранка треба да опстане и ќе опстане во Република Македонија. Ние ќе направиме се како држава, како влада, министерство, за да остане оваа гранка и понатака да екзистира, односно да екзистираат земјоделците кои што одгледуваат оваа култура. Министре, ви благодарам за разговорот. Значи, следниот пат се гледаме во Прилеп и секако ќе видиме во тек се она што вие како министерство заедно со тутунопроизводителите и откупувачите ќе го правите во однос на законските измени кои што ги најавивте. Да, секако јас овие 2 дена имам некои обврски во министерството, закочени процеси, знаете дека и другите сектори треба да се движат, меѓутоа во текот на наредните денови сигурно ќе се појавам на терен помеѓу тутунарите, лично да се уверам во делот на тоа како тече откупот по откупните пунктови заедно со земјоделскиот инспекторат. Уште еднаш. Да, благодарам и на вам.